Десетици лажни вести и пропагандни елементи, особено на социјалните мрежи, но и во дел од медиумите кои имаат голема публика во Македонија, се поклопија со предупредувањата искажени во извештаите на неколку реномирани меѓународни организации и фондации дека во Западен Балкан се води информативна битка на Русија против ширењето на двете западни организации, НАТО и Европската Унија. Еден од тие извештаи беше неодамна објавениот на Институтот Конрад Аденауер, насловен Пропаганди и дезинформации во Западен Балкан или како Европската Унија може да се спротивстави на информативната војна на Русија. Исплашен од ширењето на НАТО и Европската Унија на Балканот, се вели во извештајот, рускиот председател Владимир Путин ја разви својата мрежа на политичко влијание во регионот, како штитот, како што милува Кремљ да каже, за каната за интересите на националната безбедност на Русија. Според германскиот Конрад Аденауер, главните методи во оваа војна на Москва во Западен Балкан и во Македонија се пропагандата и дезинформирањето, кои се фокусирани на две цели: поттикнување на долготрајните регионални тензии и подкопување на кредибилитетот на Европската Унија. И покрај засилената дипломатска активност на двете западни организации во Македонија и отворените предупредувања за, како што рекоа некои од нив, деструктивното политичко однесување на Москва во историски момент важен за Македонија, аналитичарите велат дека Русија не мирува и дека во најмала рака се обидува да ги користи дезинформирањето и пропагандата, особено на социјалните мрежи, како мал дел од инструментите што вообичаено ги користи. Како еден од тие инструменти за влијание во случајот со заплашување, аналитичарите во Македонија ги посочуваат изјавите на рускиот амбасадор во Европската Унија Владимир Чизов и на поранешниот руски амбасадор во Македонија Олег Шчербак. По зачленувањето на Македонија во НАТО, земјата ќе стане дел од воената машинерија на алијансата и доколку се случи агресија на НАТО против Русија, вие ќе ја имате судбината на мета за возвратен удар. Покрај заплашување неофицијално велат аналитичарите, Кремљ во Македонија овие свои инструменти ги користи за минимизирање на вредностите што ги нуди Запад, а особено Европската Унија. Такви инструменти можеме да ги рачлениме, значи едниот дел се официјални изјави кои што доаѓаат од Руската Федерација, дали тоа биле од Министерството за надворешни работи или од председателот лично. А другиот дел е преку некој вид на расчленување, односно минимизирање на кои се ефектите и придобивките на земјите од Западен Балкан за влез во Европската Унија. Оваа стратегија на Москва, наведуваат од Конрад Аденауер, се потпира врз широк спектар на инструменти, меѓу кои и влијание на медиумите, јавна поддршка за евроскептицизмот и за подобни организации и лидери, како и формирање невладини здруженија кои играат главни улоги во локални работи.